Здраво на сите. Јас сум Атанас Кирјаковски и добре дојдовте во оваа епизода од подкастот Наука за сите. Како и секогаш, тука зборуваме на интересни теми со интересни луѓе, поврзани со науката. Поставуваме интересни прашања и добиваме уште поинтересни одговори. Денешната тема е науката на спортот, поточно физиологијата и психологијата на боричките вештини, со акцент на бразилското џиу-џицу или скратено Бџџ. Секако, се што ќе слушнете денес е применливо најголем дел и кај сите други видови спортови. Самиот јас се занимавам веќе подолго време со овој прекрасен спорт, преку кој го запознав и едниот од соговорниците во денешнава епизода, Алек Јакимовски. Алек веќе подолго време спортува разни боречки вештини и е носител на кафеав појас во Бџџ. И двајцата научивме многу од нашиот втор соговорник, доктор Јасмина Плунчевик Глигоровска, која по професија е лекар, специјалист по спортска медицина и е вонреден професор на Институтот за медицинска физиологија и антропологија при Медицинскиот факултет од Скопје. Бидејќи разговорот го снимавме преку интернет, се извинуваме поради на моменти лошиот квалитет на аудио снимката, но разговорот е сосема разбирлив. Не полош од квалитетот на звукот, како кога зборувате преку телефон. Затоа стиснете плей, опуштете се и уживајте. Спортот погледнат и разбран од научна перспектива станува уште поубав. Јас сум вонреден професор по физиологија и специјалист по спортска медицина. Јас работам за Институт за медицинска, експериментална и применета физиологија и антропологија. Таму сум 95 година. Сега сум по звање вонреден професор. Најголемиот дел од работните обврски е поврзан со настава по физиологија на спорт, физиологија на спиење. Здравствената дејност ми е во кабинетот за спортска медицина. Кабинетот за спортска медицина се занимава единствено со прегледи пред такмичарски, пред натпреварувачки или пред учество. Овие што ги викаат ТП, ние немаме баш таков назив, Participation Examinations. Значи, ние не работиме со спортски повреди, не знам, некои пошироки области од спортска медицина. Главна цел и задача како лекари по спортска медицина ние да ги прегледаме особите кои што сакаат да се занимаваат или кои што учествуваат во физички систем, дали се здрави и дали може да учествуваат во физички активности без тоа да им наштети на здравјето. Значи, вие давате дозвола за убивање. Се шегува. На вас да. Ние сме миролюбиви во принцип. Еве Алек ќе каже, може да ни се представи, да го потврди тоа. Да, значи обично кога ќе каже некој, нели, вежбам боречки вештини, луѓето одма имаат поинаква перцепција за тебе, те гледаат како малце поагресивен, по непријатен лик, меѓутоа кога ќе не запознаете подобро ќе видите дека ние сме само, нели, обични дечки кои имаат пасија за еден спорт како што е бразилско џиу-џицу или кикбокс. Всушност, колку години, претходно спомна се занимаваш од прилика 11 години? Да, 11 години. Започнав кај Ивица Алексовски во неговото школо во тогашното партење Зографски. Значи, во самото школо, под школото имаше како некој простор, кој што Ивица го изнајмуваше и таму беше неговата прва сала. Дојдов со уште еден пријател и започнавме со джит-кундо. Джит-кундо, за тие што не знаат, е еден микс, еден систем од повеќе боречки спортови, вклучувајќи, нели, борење, бокс, кикбокс, тајландски бокс, сават. Сават е исто така француски кикбокс кој вклучува некои по специфични удари кои не ги гледаме толку често во други спортови. И започнав со тој спорт нели, пред 11 години. После неколку години Ивица ја отвори групата за бразилско џиу-џицу со помош на Роберт Наумовски, кој живее и работи во Австралија. Роберт е црн појас, првиот македонски црн појас по бразилско џиу-џицу и он преку Ивица успева да го донесе спортот на некој начин во Македонија. Значи, претходно луѓето нема никакво познавање, немаше никаква шанса да дојдеш тука до бразилско џиу-џицу. Значи, ја отвара салата, започнува групата во пред, не знам, неполни 8-9 години. Започнувам јас тогаш да вежбам како бел појас, тоа сите бевме бели појаси, вклучувајќи го и, нели,
главниот тренер Ивица Алексовски. Меѓутоа, кроз многу напори, вежбање, идење по најразлични семинари, запознавање најразлични луѓе, по најразлични турнири низ Балканот, најчесто, се градиме како клуб и моментално можам да кажам, сум уверен дека дефинитивно сме најдобрата сала за боречки вештини во Скопје, па ако не и во Македонија. Значи сега имаме повеќе видови на појаси, имаме прв појас е бел појас, на кој што се ставаат ленти, да речеме, до 4 ленти. Лентите во други боречки вештини ги нема, не се присутни како концепт, како идеја. Но ние ги воведовме бидејќи за да дојдеш од појас до појас во бразилско џиу-џитсу треба многу време. Да, треба и да се исполнуваат одредени услови како и возраст, нели? Треба да има одреден период да помине од стекнување, од преминување од еден појас во друг. Точно. Не може некој што е 10 годишен или 9 годишен, што е дете, да добие плав појас, односно син појас, бидејќи кога ќе го добиеш тој појас, веќе треба да имаш одлична основа од бразилското џиу-џитсу и веќе си способен да се справиш со најразлични ситуации во било каква средина, дали е тоа улична борба или ММА турнир или било каква друга борба. Така, значи знаењето се осигурува преку поминување долго време во процесот. Не може нешто инстантно да се земе. Токму така, мислам дека има некои боречки вештини, не сакам да ги именувам, каде што знаат да го подарат појасот и појасот има повеќе символично значење. Во бразилското џиу-џитсу не е така, мора да го заслужиш и кога ќе го имаш појасот, јасно и видно се гледа колку си способен. Не можеш да лажеш едноставно. Тренерот ќе види дали си способен, го заслужуваш појасот и тогаш ги имаш тие способности да го правиш тоа што го диктира самиот појас. Физички мора тоа да го заработиш. Сега вака, значи, идејата на оваа епизода од Наука за сите е да ги поврзе спортот, тоест боречките спортови и науката на некој начин. И за да дадеме еден такав вовед во разговорот, најпрво би поставил прашање, еве, и до тебе, Алек, и до тебе, Јасмина, што е тоа што ги прави боречките спортови различни од останатите спортови, например, како фудбал, како, не знам, пинг-понг, тенис и така натаму. Што е она што би била главната карактеристика за боречките спортови, генерално? Јас да пробам, Алек сигурно знае повеќе да каже. Како некој што многу слабо е запознаен со боречки спортови, иако кај мене дома ги обожаваат. Синот тренираше карате, сопругот исто така, како дете 15 години тренирал карате како млад, мислам. И нон-стоп се гледа и бокс и ММА, јас не можам да поднесам. Да ги гледам како се тепат. Толку само познам од спортот, значи како индиректен учесник, односно посматрач од боречките спортови. Од гледна точка на лекар или на физиолог, тоа се индивидуални спортови кои што сигурно бараат и посебна психолошка структура на личноста, и исто и во смисла да биде мотивиран или го сака, односно да го обожава страстно, да го сака тој спорт за да може да ги поднесе сите овие тешкоти кои што се поврзани со него, бидејќи се и физички многу тешки, и психички. Тоа е една посебна тежина кај боречки спортови во однос на, не знам, индивидуални спортови, како што може би тенис или скијање, каде што надпреварувачите може да се надпреваруваат сами со себе да надминат некои потешкоти, а во боречките спортови, освен што мора сами со себе, мора и директно и со противникот, психички и физички да го надмаштат, односно да го совладат.
Така, апсолутно. Алек, што мислиш, зошто некој има желба да се занимава со ваков спорт во кој што, нели, степенот на стрес е прилично висок? Добро прашање. Има различни причини. Мислам дека прво спортот мора да резонира со твојот карактер, каква личност си ти. И многу луѓе кога ќе дојдат во светот на боречки вештини, кога ќе сватат колку брутално може да биде сето тоа, или значи има две опции, нели, или ќе ги демотивира и ќе пробаат да најдат нешто друго, или тогу ќе се заљубат во тоа колку треба да жртвуваш за да дојдеш до одредено ниво во боречките спортови. Мислам дека главна работа што треба да се запази е во други спортови го жртвуваш телото до одреден степен, но никогаш не го жртвуваш здравието. Во спротивност со боречките спортови како што се, нели, мешаните боречки вештини, ММА, како што гледаме денес во познати организации како UFC, ONE FC, Bellator и така натаму. Ги гледаме буквално борците како се распаѓаат. Зошто? За да дојдат до некој нивен идеал, за да надминат нешто што е апстрактно како поим, нели, да бидат шампиони на свет, да се тестираат самите себе си, го тестираат својот карактер. И тоа е нешто што мислам дека многу луѓе не може да го разберат се додека не пробаат некој ваков спорт. Кога збориме вака од страна, може да звучи малце како лудо или како фанатици. Сигурно пак нема да може да го разберат и да пробаат. Да, имаме сите тренирано, верувам, некаков спорт, дали фудбал или баскет. Меѓутоа, немам осетено лично дека даваме таков напор и таква жртва во тие спортови, бидејќи не го сносуваме самите товарот. Нели имаме наш тим, имаме тренери, меѓутоа кога си во боречки спорт, дали е бразилско џиу-џитсу, кога се напреваруваш, или дали е ММА, или дали е бокс, или дали е карате, сам си на теренот, буквално. Значи, целиот исход зависи од тебе, од тоа колку си ментално спремен, колку си физички спремен, колку си спремен да се жртвуваш себе си, да го жртвуваш своето здравје. Да. Од моето скромно искуство во боречките спортови, она што можам јас, како со моето познавање од психологија, да го разберам овој феномен е, за мене учеството во боречки спорт значи учење како некој да се справи со стрес, како да се справи во една конфликтна ситуација, како да се справи во ситуација каде што постои некаков ризик по животот. Значи, допира до едни многу базични еволутивни карактеристики на организмот, карактеристиката, нели, и потребата од преживување. Додека кај некои други индивидуални спортови, повеќе надпревар, нели, она што го кажа Јасмина, надпревар повеќе сам со себе, секој пат например, да направиш нешто побрзо, да кренеш нешто потешко и така натаму. Додека во боречките спортови учиш како да преживееш. Да, баш како еден вид на снаоѓање во многу стресна ситуација, значи да се чувствуваш комфортно кога ќе настане таква ситуација. И за мене има многу суштинска вредност, ако така ги поставиме работите и така гледаме, затоа што луѓето во принцип не се свесни честопати колку се вулнерабилни во дадена ситуација, што значи дека не се свесни колку се неспособни да се снајдат во стресна ситуација, посебно во ситуација на конфликт, ако некој ве нападне на улица, ако некој нешто, нели, се обиде да ви направи. И од тој аспект мислам дека учењето во боречките спортови е токму важно и суштински допринесува во вештините на преживување. Покрај другото, нели, покрај сите други бенефити, како што се, нели, психолошката, да се убедиш себе си дека мораш да успееш, дисциплината, учењето на дисциплина и така натаму. И она што го спомна Алек на почетокот, честопати луѓето гледаат на нив како на хулиганство, но за мене тоа е многу се благородни
многу благородна дисциплина на спорт која што ти воведува и дисциплина и те учи како да се справиш во многу Да. стресни ситуации. Атанас, сам да те прашам нешто. Ти, верувам се, надпреваруваше во Охрид, ако не грешам, така? Да, на државното првенство, да. Кога стапи таму, не деновите пред турнирот, туку моментот кога стапи во самата сала, дали имаше некое чувство како да имаш зажалено што имаш доедено, да, имаш зажалено Како каење? што се пријави, како каење, да, дали се покаја за момент, дали имаше некое двумење кај тебе као што ми требаше ова да го направам, знаеш, зошто дојдов тука? Можев да си седам дома со кафенце, да си одмарам, викенте, можев да, знаеш, да не правам нешто волку стресно, волку тешко. Да, апсолутно. Знаеш, вака ретроградно ако гледам, можеби затоа што го планирав тоа подолго време. Значи имаше неколку сугестии, например, од Ивица или од тренерот некој да, не знам, доколку сакам да учествувам некаде и во неколку пати тоа го одложував затоа што сметав дека треба повеќе да навлезам во процесот за да можам да се пробам, нели, после на мегдан. И некако мислам дека затоа што беше долгорочно планирано, некако го немаше оној момент на изненадување, го немаше оној момент на не знам што правам сега тука. Мислам дека не се каев. Едноставно сакав да го искусам тоа и да видиме како ќе биде во една знаеш, додека си на тренинг, додека го правиш, нели, додека ролаш, правиш спаринг со некого, си во многу така опуштена една ситуација, учиш, безбедна средина е, но која едноставно бев многу љубопитен да се ставам во релативно реална ситуација, каде што имаш некој противник кој што прв пат во животот го гледаш, кој што не знаеш ниту како се вика, ниту кој е, не знаеш ниту неговиот степен на познавање на проблематиката, неговата вештина, и сакав да видам како јас едноставно во една таква стресна ситуација би се снашол. И од тој аспект, од аспект на мојот приод беше од аспект на љубопитство и мислам дека немав момент на каење кога влегов во салата. Напротив, ми беше онака возбудливо. Можеби не знам, ако кога ќе спласне тој момент на изненадување после некоја година, можеби ќе ми зашто воопшто, ама Јасно. да, не знаеме во овој момент. Да, мислам дека најчесто кога ќе решиш да се бориш, тоа е свесна одлука и е многу контраинтуитивна. Во смисла, освен ако стварно не си луд, верувам дека ниеден човек не сака да се става во таква тешка ситуација. Знаеш, често ни викаат као, ти се бориш бокс или ти се бориш кикбокс, ти мора да си луд. Бидејќи луѓето не разбираат што може да те натера тебе да се ставиш во ситуација каде што си го жртвуваш здравјето, каде што некој може да те удира во глава, да нанесува видна штета на мозок, тело, било што. Така тоа ми е мене интересно. Мене лично ми беше контраинтуитивно и секој пат кога ќе стапам на турнир нешто ме тера да не го правам веќе тоа во иднина, но нели го снемувам и после тоа пак си на татамите. Да, точно, апсолутно. Да, многу е тешко да се објасни. Ова е, мислам, можеби на ова прашање цела епизода да посветиме, така што си го задржувам правото повторно да те побарам, барем тебе, али како е и јас да е слободно. Би било драго. Ако е, Јасмина, се извинувам, ако е слободна во однос на бидејќи доктор Јасмина може да кажеме дека е физиолог, така. Мислам, тоа е она официјалната титула, официјалното звање на професија. Македонија не постои има во светот специализација клиничка физиологија, али исто како што нема ја школу за анатомија, ние си се викаме физиолози, бидејќи со физиологија се занимаваме. Така, што е всушност физиологија на медицината и како се прават физиолошки мерења, нели, во спортот конкретно во овој случај? Кои параметри се мерат, зошто се мерат, што покажуваат и така натаму? Како изгледа сета таа проблематика? Физиологија е наука која проучува функциите на нашето тело, односно механизмите кои што возможуваат да бидеме живи, односно да бидеме здрави. А патофизиологија пореметени истите функции и механизми, но во патолошки состојби, односно при заболување. Че физиологија на спорт, физиологија на човекот или медицинска физиологија ја проучува
хомеостазата, механизмите кои што возможуваат во нашето тело да постои хомеостаза, односно динамичка рамнотежа која што возможува се да функционира како што треба. Спортот предизвикува најголем познат стрес, многу поголем стрес од болеста за организмот и пореметување на оваа хомеостаза, односно динамичка рамнотежа, со тоа што спортот го стимулира на тој начин, го стимулира организмот да биде подобар, неговите органи и органски системи да функционираат подобро. Така да целта на физиологија на спортот е добро да ги изучи начините на кои што организмот се прилагодува на големи напори, односно физички активности, за да спречи пореметување на здравјето и да ги подобри перформансите, човечки перформанси, односно во случајот перформансите на спортистот. Како се прават физиолошките мерења? Кои параметри се земаат како оценка за да речеме психофизичката состојба на еден спортист? Сите така наречени физиолошки параметри се мерат, ако се од страна на кардиоваскуларниот систем ги викаме кардиофизиолошки, значи се мери пулс, притисок, ударен волумен, минутен волумен на срцето, белодробните волумени, биохемиски параметри во крвта, но конкретно за спортот или за детерминирање и на здравствена состојба и на фитнес и кондициона состојба на спортистот, најчесто употребувани параметри се максимална кислородна потрошувачка, телесен состав, анаеробен праг. Ние во тек на еден спортско-медицински преглед ги изложуваме испитаниците на така наречен стрес-тест. Активност, значи, на некој е помагало, ергометриско помагало, велосипед или така, при што се мери ЕКГ, се регистрира ЕКГ, постојано, значи, за да се види дали срцето во одговарување се однесува добро или пати, дали има слаба исхрана на срцето, што е непосакуван елемент. И за цело време на тој тест исто така се прати пулсот и на одредено време се мери и крвниот притисок, бидејќи и пулсот и крвниот притисок треба да растат, али не треба да растат претерано, а најлошата верзија е да паѓа, тогаш се прекинува тестот. И во однос на време кое што му требало на испитаникот да го постигне својот максимален пулс, се определува кислородна потрошувачка, според која што може тој да се класифицира во која група на здрави или фит особи спаѓа. Телесен состав се анализира колкав процент од вкупната телесна тежина отпаѓа на главните телесни компоненти, а тоа се мускули, кости и масно ткиво. Потоа проверка на урина, крвна слика мора да биде добра, да не е анемичен. Не правиме подетени анализи, хормони, масти, али тоа е пожелно да се направи на одреден временски период, бензини, масноти и шеќер во крвта. Так, за се процени генералното здравје. Во однос на аутпутот како спортист, од она што го кажавте, може ли да се сумира дека се анализираат двата главни системи, кардиоваскуларен и респираторен систем? И тоа се двата во текот на одредено физиолошко тестирање, тие се два телесни системи кои што најмногу покажуваат за способноста на спортистот да поднесе стрес. Може ли така да се сумира? Секако, тие се и кај обичен на човек најмаркантни системи, највоочливо е кога некој од нив не функционира како што треба, за разлика од другите системи кои што треба повеќе време да се покажат симптомите, кај овие два системи веднаш се гледа, а и овие два системи се и највклучени во тек на физички активности, најголем придонес има за што викате client output. И како можда највулнерабилни затоа се избрани за редовни контроли. Да, така. Во однос на вежбањето, честопати се спомнуваат два термини, аеробно вежбање и анаеробно вежбање. Дали може да ни објасните која е разликата помеѓу
овие две? Нашето тело има можност да користи три енергетски системи како извори на енергија, зборувам на ниво на клетка. Првиот енергетски систем е она што е енергија во готовина, во кеш, тоа е аденозин трифосфатот, кој што е присутен во мали количество доволни само за максимална контракција од 30 секунди. А потоа има една друга валута, тоа е фосфокреатин, кој што може многу лесно да се претвори од аденозин трифосфат. А резервите на овие субстанции во нашето тело се толкави да може да ни траат 8 до 10 секунди. Значи, за оние активности кои што траат до 10 секунди, до 8 до 10 секунди, зависи како кој организам е адаптиран на користење на енергија. За тие активности се користи само овој систем. Значи, ако треба да се трча на 50 метра, да се плива на 50 метра, да се скока во далечина, тие активности што траат неколку секунди, дигање тег, кај олимписко дигање. Сите активности што траат повеќе од 10 секунди, значи сега сме ги потрошиле, кешот сме го потрошиле, мора да идеме на дебитна картица. На следниот систем кој што клетките, односно ткивата го користат е исто така анаеробен, како и овој претходниот, значи во отсуство на кислород, а тоа е анаеробна гликолиза. Основна хранлива материја која што може да користиме, најлесно која што може да користиме како извор енергија е најпростиот шеќер, тоа е гликоза. Гликоза може и аеробно и анаеробно да се искористи, но побрзо е анаеробно. И анаеробно е значи за следните неколку десетини секунди, односно за сите активности што траат до минута и пол, некои викаат, 80 до 100 секунди. Од кога ќе се истрошат овие начини анаеробни, веќе стапува на сила аеробниот. Анаеробниот е моќен, експлозивен начин на добивање на енергија, меѓутоа како и све што е моќно експлозивно кратко трае. Додека ако активностите траат подолго време, тие што траат подолго време не може да бидат со голем интензитет, значи со некој умерен или среден интензитет, а тогаш организмот веќе ги активирал овие клеточни механизми за добивање на енергија во присуство на кислород. Значи, во присуство на кислород аеробно, во отсуство на кислород анаеробно. Кратки, силни, моќни експлозивни движења активности трошат анаеробни извори на енергија. Долготрајни, умерени трошат аеробни. Вашиот спорт, бидејќи колку трае на преварот неколку минути? Зависи од нивото исто така. Тоа е многу битно да се напомена. Мислам дека кога ќе бели појаси, кога ќе почнат, рундата им трае 5 минути. И тие бели појаси не идат со исто темпо како што идат виолетови појаси, кафеови појаси, црни појаси. Како што се зголемува појасот, се зголемува нели време траењето на борбата. Во некои турнири има и нели по 20 минути борба, што значи дека луѓето постојано прават експлозивни движења и постојано прават влечачки движења, буткачки движења, нешто што изгледа дури на спринт на моменти. Верувам дека многу е тешко да се специфицира како треба да се спремаш за тој спорт. И многу луѓе имаат многу различни пристапи, така да верувам дека зависи од човекот, зависи од градбата, зависи од многу други фактори. Генерално сите боречки вештини се мешани. Предоминантно анаеробни, али има и аеробни, не може да нема, пошто трае неколку минути. Вашите тренинзи се долготрајни. Во тренинзите имате повеќе елементи на аеробни вежби, кои што исто така допринесуваат да се зголеми капацитетот на ткивата и за анаеробни и за аеробни активности. Поред, Алек, мене ме интересира бидејќи имаш повеќе искуство во полево, низ што се поминува еден борец во текот на подготовките? Еве да речеме имаш некаков си многу битен надпревар, после 6 месеци да речеме. Како трае процесот? Што се прави? Што се менува во твојата психа и твоето тело? Како допринесува тука нели исхраната,
како допринесуваат тренинзите и така натаму? Да, во лично прашање нас искрено многу луѓе прават грешка со тоа што чим се најави некој турнир и најчесто не е 6 месеци во прашање, туку е многу помалце. 2 месеци, 1 месец, значи ти за тоа време треба да го смениш тотално режимот на припремање, режимот на исхрана и тоа каде ти е паметот во текот на денот, нели? Многу е потешко за луѓе како мене, тебе, доктор Јасмина да се надпреваруваат во таков спорт, бидејќи нели имаме и други работи што правиме во животот, односно фамилија, работа, други вид на стрес, друг вид на физички и ментални активности. Мислам дека мора да се изгради режим со некој искусен тренер во однос на тоа да се спремиш физички и се тоа мора да биде со еден умерен пристап, односно да не треба менталитетот да биде секој ден сега ќе се превежбувам, секој ден ќе дам 100% се од себе, туку многу е битно борецот да научи да си го слуша телото, да дозира. Има денови кога нема можеш да станеш од кревет. Не можеш тој ден да одиш и да креваш 200 кила на дедлифт. Наставно мора да си го слушаш телото, мора да го темпираш вежбањето и една работа што мислам дека исто така многу битна, скоро ја открив преку јазици, но мислам дека се преведува добро и во боречките спортови. Психата и мислите мора да ти бидат насочени кон работите и техниките што ги правиш. Односно, ако сакаш да бидеш успешен во турнир, мора да почнеш ментално да размислуваш за борбата, ментално да размислуваш за тактиката во борбата, за техниките кои планираш да ги примениш во борбата и последните недела-две само таму да ти биде паметот. Инаку има интересни истражувања нели од когнитивната невронаука во однос на активирање на мозокот, на одредени моторни региони во мозокот при вистинско изведување на одредена физичка активност и нејзиното замислување. Да, значи, конкретно визуализацијата. Да, визуализација уште може да се нарече. Конкретно вакви истражувања многу често се прават со пианисти, кај кои нели се ставаат на пример во магнетна резонанца и адаптирана она клавиатура им се вметнува во процесот и се замолуваат да отствират одредена меморија и додека го прават тоа се мерат нели мозочните региони кои што се одговорни за таквото однесување. И во другиот случај, во таквите експерименти, се отстранува таа клавиатура и се замолуваат пианистите, например, да замислат да замислат како го свират истото парче кое што го нели отсвирале претходно. И интересно пронаоѓање од ваквите студии е тоа дека мозочните региони скоро и да нема голема разлика кога физичката активност се прави вистински кога се изведува и кога се визуализира и само се замислува, што значи дека многу голем процент од учењето, тоест во процесот на учење може да допринесе токму таквата визуализација на вистинските физички движења. Да, мислам дека е многу повеќе од феномен и ми сигурно го имаме сите искусено. Често ми се случувало, ќе гледам некаква борба на YouTube, на интернет и некои од техниките од борбата ти доаѓаат сами да ги направиш во текот на спаринг, во текот на вежбањето, без претходно да си вежбал. И тоа е еден интересен начин на инпут. Односно, можеш да вежбаш и кога не вежбаш, можеш да ги вежбаш техниките и кога не го замараш физички телото. И тоа е многу интересен аспект што мислам дека повеќе атлети треба да го вметнат во нивниот тренинг, во нивниот режим. Јас да не ги карам моите деца што гледаат ностоп клипови, едната со фитнес, другиот со ММА. Да. Значи вежбаат. Во однос на претходната дискусија, како еден спортист знае дека е во топ форма? Значи, што значи да се биде во топ форма? Еве, Јасмина како физиолог, мислам како би го дефинирале тој
концепт на топ форма? Сигурно зависи од спортот, али генерално во топ форма значи дека има некој оптимално ниво на мускули и масноти. Масното ткиво да не е поголемо од 15%, а да не е пониско од 11-12%. Зависи според која метода се употребува, или барем со овие ние што ги употребуваме. Да има поминато и од соодветен период од одмор, да не е заморен, гликогенските резерви да се исполнети, психички да е одморен и спремен за нови настапи, за нови борби. Значи да бидат физиолошките медицински параметри во согласно со највисоките стандарди. Но дали тоа навистина се отсликува во реалноста? Значи, дали може човек да биде, да речеме на хартија, медицински во под наводници топ форма, во однос на неговиот успех во спортот и да не биде ништо посебно? Дали може такво нешто? Пак ќе кажам, зависи од спортот, али често кореспондира, односно почесто одговара физичката состојба со ефектот, со перформансот, отколку што не кореспондира. Иако знам лично некои примери кои што, например, кошаркаши, кои што покажувале најдобри резултати на медицински прегледи, али на терен не покажуваат добра изгледба, имаат некои психички проблеми или психолошки проблеми, во смисла да некоја несигурност, страх, пад, паѓање на концентрација, паѓање на моторички способности кои ќе се најде на борилиште. Така, плюс со оглед на фактот дека кошарката е тимски спорт и дека активноста не зависи само од тебе, нели, зависи од целиот тим. Може би корелацијата помеѓу добрите физиолошки параметри и успехот во спортувањето е поголема кај поречките вештини, во кои што, нели, сам со себе и едноставно не зависиш од тимот, туку зависиш само од реакцијата на противникот. Така што да, би очекувал да бидат параметрите со повисока корелација во однос на боречките спортови. И сега, еве Алекс знае дека во бразилското џиу-џицу, инаку само не напоменавме основната филозофија, нели, на бразилското џиу-џицу е дека релативно послаб противник, послаб во смисла на физички послаб, може да победи физички појак противник со помош на техники доколку успе да ја доведе борбата на земја. Мислам дека тоа е основната филозофија на бразилското џиу-џицу, така е, Алек? Се сложуваш? Да, меѓутоа мора да се напоменат и некои други работи. Нели не смееме да ги изоставиме физичките параметри како сила, брзина, издржливост, надвор од контекст мора да бидат вклучени во самиот контекст. Што значи тоа? Не можеш да ги изведуваш техниките доколку не поседуваш некакво ниво на сила, брзина, осет за тајминг. И мислам дека тоа е нешто што многу луѓе не го разбираат. Кога ќе дојде некој кај нас на тренинг и е физички послаб и ќе му покажеме техника и он ќе проба да го направи тоа, да речеме, еве, би те земал тебе за пример, ти си потежок, физички си посилен или поради тоа што си постар и на тебе не би му успеала техниката. Дали тоа значи дека техниката не е ефективна? И да и не е ефективна во тој контекст, во таа ситуација и затоа е битно да се стави акценти на физичката спремност. Исто како и во секој спорт. Бразилското џиу-џицу е потполно исто како секој спорт од аспект на тоа дека техниката си е техника и физичката спремност е физичка спремност и двете работат во комбинација. Едното без другото секогаш ќе биде подлежно на слабости и на грешки. Нели мора да биде на убава симбиоза од двете и секако се разбира тука и менталниот аспект. И кога сите тие три работи ќе се спојат, тогаш ќе гледаме убавината и ефективноста на тоа што го правиме. Јасно. И сега во голем дел од BJJ техниките
на завршување некого, тоест да доведеш некого во состојба да ти се предаде, може да се поделат во, да речеме, две категории или три. Тоа се зафати, полуги, кои што се базираат врз принципи на гушење и врз принципи на, да речеме, како би можело тоа да се каже, гушење и кршење, ајде, ако може така да се каже, или кренкинг, нели, на англиски, како би му дошло тоа, не знам. Да речеме, главните принципи каде што некој можеш да го доведеш во состојба да се откаже, тоест да се предаде, се преку тоа да најдеш начин да го задушиш или да најдеш начин да му доведеш некој екстремитет или некоја коска во опасност од кршење. Дали може така да ги категоризираме работите генерално во БДЖ-то? Да, тоа се двете главни категории во принцип. Лично повеќе преферирам зафати кои нанесуваат гушење, кои нанесуваат давење, бидејќи не ми треба согласувањето на противникот за да он се откаже од борбата. Туку сакал некел, тој ќе падне во несвест поради недостаток на кислород во мозокот со отсекување на крвотокот во каротидните артерии и југуларните вени кај вратот. И секогаш, дури во улична ситуација каде што би требало да се одбраниш, не смееш да зависиш од тоа дека противникот ќе се откаже поради физичка болка, бидејќи ако е живот или смрт ситуација каде што адреналинот е на високо ниво, стресот е на високо ниво, не знам дали е доволно ако му скршиш на некој рак или нога дека нема да продолжи да те напаѓа во однос на тоа ако се онесвести, тоа е тоа. Не против негова волја, ама нема што да направи во врска со тоа. Двете се високо ефективни, меѓутоа давење секогаш ќе биде подобра опција, посебно против поголеми противници, бидејќи многу е потешко да нанесеш лост на рака или лост на нога ако самиот човек нели има јаки мускулни групи од тие екстремитети, така да давање секогаш е многу подобро. Така, артериите се многу повулнерабилни од, да речеме, коските и мускулите. Во однос на ова прашање, доктор Јасмина, зошто луѓето губат свест, нели, при, например, при прекинување на дотокот на крв во мозокот и губење на кислород? Што се случува во телото во такви ситуации? Еве да го објасниме од еден медицински аспект. Гушењето кое што вие го применувате во вашиот спорт врши притисок на сите органи што се наоѓаат во вратот. Во вратот и венски и артериски крвни садови се сместени, а големи артериски и венски крвни садови едните носат крв кон мозокот, богата со кислород и со хранливи материја, другите враќаат назад преку вените, а исто така таму се наоѓа и најголемиот, најширокиот дишен пат, да кажам, односно дишник трахејата. Причина за хипоксија, односно намалено количество на кислород во крвните садови, па така и во клетките на мозокот, е блокирање на крвните садови во вратот. Читав за вашиот захват овој што е rear neck. Rear naked choke, да. Дека прво ги затвора венските крвни садови, што предизвикува спречување на одлив на крвта од мозокот, па затоа таа особа се зацрвенува, што не може да излезе крвта, не може ни нова да дојде, нови количества се спречени, а потоа во втората фаза, значи дека се притисоки на големите каротидни артерии. Недостигнат кислород во мозочните клетки, недостигнат кислород во сите клетки во нашето тело е погубен за клетката, доколку трае тоа неколку минути, но нервните клетки како најсофистицирани, најмоќни се и највулнерабилни. Различни автори даваат различни вредности, кога почнуваат да умираат клетките поради недостигна кислород, и донесува да не работат клеточните системи, ако не работат клеточните системи, ќе умре клетката.
после се смета дека после 30 секунди почнуваат првите клетки да страдаат, бидејќи ние знаете и од лично искуство дека имаме можност да задржиме здив и неколку секунди, десетина секунди, 30, 40, 50, здрав човек, во зависност од подробните волумени и од општото здравје, може да издржи со задршка на здив. Меѓутоа, после неколку минути, некои сметаат 5 минути, некои 10 минути, дека настанува неповратни, односно трајни оштетувања на мозокот, кои што се најчесто сведени и со смрт. Јас прочитав една студија од вашиот спорт, од бразилско џиу-џицу, дека просечно после 7 до 10 секунди од спомнатиот зафат настанува губење на свест. Дека при тоа давење на 84%, значи 80% се намалува токот на крвта, значи станува само на 15%. Значи, ако некој изгуби свест многу кратко време, под дејство на гушење или давење, релативно не остава долгорочни последици. Губење на свест е одбранбен механизам на организмот. Губи свест за да не трошат клетките енергија. Ако трошат енергија, ќе страда. Така ги става во некој начин во хибернација. Ако изгуби свест некоја стоечка положба, губи свест за да падне во хоризонтала, за да дојде крв од останатиот дел од телото, да дојде во мозокот, кај остали кои што има пад на притисок или слично. Ева се од друга вичина, тоа е веќе во лежичка положба и губење на свеста доведува и до прекид на зафатот. Може делумно да има улога и као и научен рефлекс. Да, сакам се надоврзам тука во BJJ многу често спомнуваат луѓе дека доколку еднаш изгубил свест, наредниот пат кога слично гушење ќе се нанесе на самиот човек, побрзо ја губи свеста. И со секој последителен со секое последователно давење се намалува времето кое треба за да падне човекот во несвест. Или некои луѓе што постојано се дават, што постојано паѓаат во несвест, се помалку време им треба на мозокот за да се исклучи, да се стави во хибернација, така и тоа е интересен. Тоа е на своевидна адаптација најверојатно на Неверојатно, да. Да, тоа е логично, како што кажав прескато, ми падна таа мисла на памет во моментот на зборувањето, бидејќи во тек на физичка активност, само што почнеме со физичка активност, почнуваме побрзо да дишеме. Научно објаснување би требало да биде дека побрзо дишеме, затоа што имаме потреба повеќе за кислород, односно затоа што ни паѓа кислородот да ни расте CO2. Меѓутоа нема време за неколку секунди, воопшто нема време да дојде до тие промени, а ние почнуваме побрзо да дишеме. Сега теоријата е дека свеста наша, односно нашите сознанија, нашите претходни искуства не тераат побрзо да дишеме, затоа што сме научени дека кога треба да бидеме физички активни, дека треба и срцето побрзо да чука и белодробјето побрзо да дише, за да имаме повеќе кислород. Така и во тие спортови што се со гушење, на некое несвесно ниво мозокот научил дека ако побрзо се несвести, дека побрзо ќе му помине хипоксијата. А во однос на спортските повреди на бразилското џиу-џицу, имам пред себе еден труд, публикуван во 2017 година во научно списание кој што ги третира овие теми, каде што група на научници испратиле прашалник до, мислам дека беа 166 клубови боречки во низ Америка, кои што се сертифицирани од еден познат бренд во бразилското џиу-џицу, Gracie се нарекува. Тоа е бразилска фамилија која што го прави спортот популарен и го развива и понатака. И во тие прашалници има прашања во однос на повредите, кои се најчести повреди кои што ги добиваат практичарите на овој спорт. И интересно е дека постои одредена дисоцијација помеѓу повреди кои што се само диагностицирани и повреди кои што се медицински диагностицирани. Значи,
Во однос на дистрибуцијата на самодиагностицирани повреди, каде што нели самиот спортист изјавил, например, не знам, ме боли прстот или ме боли стапалото или така натаму, во однос на тоа најчести изјави за тоа кои се најчести повреди во бразилското џиу-џиту се повреда на раката и на прстите. Потоа следи повреда на дланката и на прстите, потоа следи повреда на раката и на зглобот на раката. На трето место се стапалото и прстите на стапалото. И како четврто најзастапена само диагностицирана повреда е повреда на грбот. Тука има и други повреди кои што се цитираат во трудот, но во реалноста кога еден БџЖ спортист оди на доктор и каде што докторот, значи му дава медицинска диагноза на одредени повреди, изненадувачки најчесто се диагностицирани кожни инфекции во бразилското џиу-џитсу, кои што подоцна се проследени со повреди на колената, на трето место се повреди на стапалото и на прстите на стапалото, и на четврто место е повреда на рамото. Значи, постои најверојатно некоја тенденција, некакви се физички повреди на прстите и на дланките и на стопалата да се занемаруваат кај спортистите, кај практикувачите на бразилското џиу-џитсу, и тие не се пријавуваат толку на лекар, но кога ќе одат поради X причини други на лекар, најчесто лекарот диагностицира кожна инфекција. Алек, зошто кожните инфекции се висок фактор на ризик? Иако делува изненадувачки нели во оваа боречка вештина, обично се мисли дека тоа се повеќе скршеници или така насаму истегнување, но еве кожните болести се најчесто детектирани кај ваквите спортисти. Зошто е тоа така, што мислиш? Самата средина, мислам дека колку и да е чиста салата или колку да се обрнува внимание на хигиена, сепак е контактен спорт, каде што дојаш во контакт со најразлични луѓе, самата површина на која што се борите, нели си има своји бактерии, се потите, и мислам дека колку и да се внимава на хигиена, секогаш ќе има на минимална опасност за да се развие некаква бактериска инфекција, како што е стафилокока, например, многу честа инфекција која се појавува дури кај атлети од високо ниво, многу чести откажуваат на превари, турнири поради самата таа инфекција. Јас лично не сум имал проблем со тоа, меѓутоа знам многу луѓе кои имале некаков вид на инфекција, и се е тоа поради може да се случи најчесто ако има некаква повреда, некаква рана на телото и не ја санира правилно, не ја покрие со нешто, не ја третира како што треба, самата средина и самата прашина може да доведе до инфицирање на раната. Меѓутоа не знаев за самата статистика, така да ова ми е нова информација, не знаев дека тоа е најчеста повреда. Да, мислам, во голем дел од спарингот, нели, во бразилското џиу-џитсу, голема површина на кожата и од едниот човек и од другиот човек се во допир едни со други. Иако нели се користи ги е она облека, нели, кимоното кое што се користи во верзија на кимоно во бразилското џиу-џитсу, сепак во голема мера има постојан допир со противникот, голема површина на кожа, и има доста, да речеме, размена и контакт со телесни течности од противникот. В смисла неговата пот, неговата плунка и така на крв. И најверојатно тоа е еден медиум преку кој што често се пренесуваат и ваквите кожни инфекции, најчесто се детектирани. Да, зависи од материјалот на облеката која носите, зависи од самото кимоно, зависи од прашакот за перење кој го користите, може да бидат, нели, не е секогаш една работа, тука е комбинација од повеќе фактори. Меѓутоа сметам дека најголемиот проблем доаѓа од самите татами. Татамите се она гумена подлога на која се бориме, и без разлика на тоа колку се чистат, колку се обрнува внимание на хигиената, тешко е комплетно да се
се стави во карантин, да речеме, да не е доаѓала никаква инфекција. Така, да. со оглед на фактот дека бъдеш да се практикува босоног, со боса нога и да речеме ако има 50-60 луѓе кои што доаѓаат од разни места, директно влегуваат, нели се соблекуваат и газат по тие татами, стапалата најверојатно и представуваат некаков си, нели, извор на хазард, на опасност. Стапалата, косата, било што, бидејќи, како што рече ти, не доаѓа секој од дома чист и бањат некој цел ден бил на работа или шетал или може било каде да дојде. Не секогаш ни само хигиената во прашање, може и преголема хигиената исто да предизвика нарушување на сапрофитните микроорганизми, палони да пројават како вирично заболување, тие се многу отпорни на терапија. Се контагиозни се, тешко се лечат со месеци, со години, не може да се лечат на стапала. Да, иако делува, нели, сепак контраинтуитивно дека во еден таков контакт спорт може би медицински диагностицирани најчести повреди се, нели, повреди на и тоест инфекции на кожата. Ами на крајот на криштата тоа и најлошо, бидејќи не го спречува исто да спортува. Не, само да се надополнам дека гребаници од ногти исто може да го предизвикаат истото. Тоа мислам дека е прилично често, луѓе што не пазат на должината на ноктите во текот на борбата ќе те помине по лице, по рака, по грб, било каде и ти можеби не си го осети тоа во текот на борбата и ако не го третираш одма, нели може да настане инфекција многу лесно. Зошто помалку чувствуваме болка за време на борбата, а отпосле повеќе? Барем мене ми е тоа лично искусено, знам и многу луѓе, нели, велат во екот на борбата висок е адреналинот, така обично се вели. Или за време на вежбањето болка не се чувствува толку, но кога ќе се олади телото, кога ќе седнеме, нели, ќе се стушираме и гледаме телевизија, подоцна, нели, го осеќаме оној вистински ефект на физичката активност. Зошто е тоа така? Јас имам три теории за тоа. Во текот на борбата или во текот на надпреварата, било кој спорт, послабо може да се осеќа болка од две причини, една е физиолошка, друга психолошка. Физиолошката е заради влачење на ендорфини кои баш и затоа се нарекуваат ендорфини, бидејќи имаат морфински или опијатен, имаат двострук, двоен ефект, еден што ги инхибира рецепторите за болка во нервниот систем, а другиот што предизвикува и некое чувство на блага еуфорија. А психолошки е што вниманието ни е отстрането од објектот на болката, да кажеме. Бидејќи интензивно размислува на целта по борбата да превземе некој нов можда зафат во трчањето да стигне до целта и така натаму. А после, навистина е факт дека вака емпириски многу спортисти викаат почна да ме боли после од кога се поладив и тоа веројатно поминало дејството на ендорфините од една страна, а од друга страна и се зголемила повредата, односно оштетувањето. Некој оток, најверојатно сите повреди се пратени со еден кој што не мора да биде видлив со гол око, али на ниво на клетки на небе завршеток е поголем и затоа боли ќе боли. А тоа е и добро што боли, бидејќи ако не боли нема да преценеме ништо, па нема да ниту да го спречиме причинителот на болката, ниту да го лечиме. Кога не би не болело, ние би оставиле да постои понатаму тој причинител на болка, што и да е, и дошло до поголемо оштетување. Болката би упозорува дека има некој оштетување и дека треба да преземе нешто за да не стане тоа уште поголемо. Да, во однос на тоа, зошто воопшто, нели, зошто мускулите не можат да издржат контракција, тоест да имаат ист аутпут на сила долготрајно? Зошто бргу се заморуваат? Што ги прави тоа што, нели, која е физиологијата позади тој феномен? Зошто мускулите се замораат во текот на борбата? Мускулен замор е многу сличен како и болката и често пати мускулен замор е пратен со спалење, меѓутоа тоа е подоцна настанува. И мускулен замор исто така се дефинира како заштитен механизам за мускулите. Мускулен замор представува привремена неспособност
група мускули да се контрахираат, односно да работат. А таа привремена неспособност е причината односно е настаната поради голема физичка активност. Топографијата на мускулниот замор се дели на централна и периферна. Централна е во централниот нервен систем, односно во мозокот, а периферна е и во периферниот нервен систем, и во самиот овој мускул. Значи, иако е можда чудно, најчесто е од психичка причина, односно од немотивација или мислење дека не може веќе да издржи, али тоа не важи за спортистите, тоа повеќе важи за, кажам, обични луѓе, бидејќи спортистите се најчесто високо мотивирани. А кај периферниот замор исто така почесто е причината во оној дел каде што се пренесе импулс со нервна клетка на мускулна клетка, отколку што е самата мускулна клетка. Со експерименти е тоа утврдено дека мускулот е заморен, не може веќе да се контрахира на наша волја, меѓутоа кога директно ќе се надразни со струја, со електроди, тогаш се контрахира. Значи дека се потрошени резервите на невротрансмитерот во моторните нервни влакна кои што пренесуваат импулс на мускулната клетка. А на ниво на мускулна клетка исто така може на повеќе ниво да настане, или на ниво на пренос на ексцитација, контракција или на самите органели што да не функционираат. Тоа е за топографија на замор. А теориите се тројни: недостиг на кислород, заглушување со штетни метаболити или недостиг на хранливи материи. Најчесто во тек на интензивни активности како што е плевечки спорт може да дојде до замор и заради недостиг на мускулен гликоген, заради испразнети резерви на мускулен гликоген. Значи, на некој начин цело време од сијав овој разговор забележувам дека нашето тело всушност се обидува да не заштити од самите себе си. Да. Од екстремите во нашите односи. Така. И да, и всушност јас тука го гледам најголемиот бенефит од боречките спортови е тоа што прагот, нели, на нашето тело го покачуваме, го правиме многу поробусно, многу поотпорно на стрес, со тоа што, нели, го навикнуваме постепено да се наоѓа во една стресна ситуација, да речеме. Може ли тоа да биде како заклучок еве на овој денешен интересен разговор? Да, го нормализираме тешкото. Да, целосно се согласувам. Вау, мислам, не ни забележав кога помина сат и колку, веќе разговараме сат и 20 на минути. Навистина многу интересен разговор. Збарем научив многу работи денеска. Стварно, исполнет разговор, полнен со информации, со интересни детали, што ете, колку и да си во спортот, не можеш се да знаеш, благодарение на доктор Јасмина, можеме да научиме нешто многу повеќе. Да. Вие ме испровоциравте поише да се заинтересирам и да прочитам нешто за спортот и тоа и мене ќе ми помогне да се надоградам и нешто да ги учам ново студенти. Да, ви благодарам и на двајцата што одвоивте време, навистина многу ми значи и се надевам дека ова нема да ни биде прва и последна епизода, дека повторно ќе најдеме многу интересна тема поврзана со спортот, на која што може да разговараме и би ви се заблагодарил искрено од срце и се надевам дека повторно ќе се чуеме некоја следна прилика. Благодарам и до вас, имате убав викенд, хвала на поканата уште еднаш. И јас ти благодарам на двајцата на инспиративниот разговор. Се најубаво, се слушаме.